почитуван министар за здравство доктор Сали, почитуван директор доктор Костов, почитувани присутни представници на медиумите и почитувани граѓани. Чест ми е што денеска на државниот празник 8 септември тука сме сите заедно во градската болница 8 септември, каде од страна на менаџерскиот тим ни беше презентиран апаратот за зрачна терапија за онколошки пациенти. Со овој апарат кој се очекува да биде ставен во полна функција до крајот на годинава, значително треба да се растерети притисокот на онколошкото одделение на клиничкиот центар Мајка Тереза. Бидејќи дури 1/3 од тамошните пациенти, здравствената нега и услуга ќе продолжат да ја добиваат во болницата 8 септември на високо квалитетен акцелератор од понова генерација. Ваков акцелератор нема во регионот, ово е од најсовремена генерација и единствениот со конкурентни карактеристики го има во Виена во Австрија. Како одговорна влада која се грижи пред се за граѓаните и работи во нивен интерес, направивме се што е во наша моќ да ги обезбедиме потребните услови и дозволи и да го ставиме во функција. Токму затоа символиката на денешниот ден е многу јасна. Не случајно го избравме денот на независноста 8 септември да го презентираме овој значаен проект во истоимената болница. Ваквите инвестиции за владата се приоритет, бидејќи нашата цел е подигање на услугите во здравствениот систем и инвестирање за реалните потреби на граѓаните. Добриот начин на управување и стратешкиот пристап даваат добри и видливи резултати. Содаваат услови за квалитетни услуги на граѓаните, што мора да биде најголем приоритет за сите носители на јавни функции. Вложувањето во јавното здравство значи подобрени услови за работа на нашите доктори, професори и на сите здравствени работници, но пред се вложување во поквалитетни здравствени услуги за граѓаните. Во таа насока ја истакнувам и мојата лична благодарност за посветеноста и партнерскиот пристап на поддржувачите на инвестициите, особено во здравствениот сектор во земјава, кој во услови на пандемијата беше и најранлив. Со овие вложувања владата ја искажува својата цврста решеност да продолжи да инвестира во здравствениот систем, што подразбира поквалитетен живот и подолг животен век на секој граѓанин. Инвестиции во јавното здравство значат задоволни граѓани и мотивирани здравствени работници. Создадовме обновена, модерна и пред се високо професионална градска болница, која продолжува да се развива по сите светски стандарди. Професионализам и стручност кои се вградени уште од самите почетоци на нејзиното основање. За нас како држава е многу важно да вложуваме во човечкиот капитал кој е предуслов за напредок и развој. Тоа е еден од аспектите на доброто владење на кој сите ние мора да посветиме посебно внимание. И пуштањето во употреба и инсталирањето на вакви современи машини за практицирање на здравството исто така представуваат основа за унапредување и на образованието, меѓутоа и на знаењето и на вештините на здравствениот кадар. За 2 години дадени се повеќе од 5000 согласности за вработување во јавното здравство. Реализиравме 446 нови вработувања во јавното здравство во услови на пандемија, од кои 164 доктори, 247 медицински сестри и 35 специјалисти добија статус на вработени на неопределено време. Истовремено работевме и на зголемување на платите на медицинскиот персонал. За 4 години основната плата на лекарот специјалист е зголемена за 40%, на медицинските сестри до 23%, на општите лекари за 25% и 15% на останатите здравствени работници. Само со ваков системски пристап, системско дејствување кое ги опфаќа целиот здравствен систем, можеме да постигнеме успех. Достоинствено и гордо продолжуваме да инвестираме во секој сегмент од општеството, а со тоа и во развојот на нашата држава и создавање на поквалитетни услови за живот на сите. Нека е честит и вековит 8 септември, денот на независноста. Ви благодарам.